Што мислите за целата оваа ситуација и зошто сте денеска повторно на протест? Дали ова повторно будење на заедничка Македонија? Не знам за заедничка мислите, но она идеја што се мислам дека не е тоа. Ова е само револт за начинот на кој што се спроведува најнискиот реваншизам што сме го виделе во историјата на Македонија за 27 години. Се уништуваат кариери и животи на познати личности. Точно тоа е тактиката како треба да се уништи едно општество. Ова што се прави е, веќе реков, срамно, перверзно, болно, одвратно, ниско човечно, нехумано и ова е најверојатно агенда која треба да се истурка. После ова не постои заедничка Македонија. Заедничка Македонија е минато. Македонија мислам дека ќе биде минато и натаму оди целата работа. Кој е вашето мислење за настаните од 27 април во Собранието на Република Македонија? Не е прв пат народот да влезе во собрание, вие сте најверојатно премногу млад за да се сеќавате на неколкуте влагања во собрание претходно и секогаш кога народот мислел дека му е загрозена уставотворноста, државноста, целината на државата, јазикот, идентитетот, било што друго, тогаш влегувал не само во собрание, влегувал секаде. Оти револуциите немаат забранети и незабранети места каде треба да влагаат. А тоа што се случи на 27 беше само реакција на народот за нелегално избран председател на собрание на Република Македонија. Ништо повеќе. Го оправдувате ли целото условно кажано насилство врз пратениците, бидејќи имавме и повредени пратеници, имавме и повредени новинари на тој настап? Насилство не оправдувам во ниеден поглед, никакво. Тоа не го оправдував, не оправдував ниту кривични, ниту затварања, никогаш нема да оправдувам. Одземање на слободата за мене е најлошото нешто што може да му се случи на човекот, животот исто секако. Верувам дека тоа сценарио ќе се расплетка и ќе се дознаат вистинските виновници. Оние што влегува во собрание, што се вечерва денеска приведени тука, не се тие кои тепа, не се тие кои крша, тоа го има и на снимките.